Амбасадорот на мисијата на ОПСЕ, Клеменс Која, оствари прва работна посета на Виница, при што се сретна со представниците од локалната власт, образованието и бизнис секторот во општината. На средбата со градоначалникот на Виница Ивица Димитров и со председателот на општинскиот совет Тони Велков, на амбасадорот Која му беа представени досегашните активности што се реализирани со поддршка од ОПСЕ. Се разговараше и за можностите соработката да продолжи, особено за проекти во образовните институции. Морам да истакнам дека аплициравме за проект, а тоа е за основното училиште Славчо Стоеменски, едно од најстарите училишта во државата, секако во Виница е најстаро училиште. Меѓутоа разговаравме и за целата ситуација на ниво на држава, за ситуацијата која што е моментално во општина Виница, како и за проектите кои што општина Виница во изминатиот период ги имаше реализирани. Амбасадорот Која изрази задоволство од досегашното ниво на соработка и оцени и постојат одлични можности за нејзино унапредување и проширување. I'm very happy that I'm for the first time in Vinica. Сакам да го изразам моето задоволство од мојата прва посета на општина Виница по покана од господинот градоначалник Димитров. Ние зборувавме за моменталната ситуација во општината, зборувавме за проекти и соработката која општината имала со ОПСЕ и секако ги разгледавме и опциите на кој начин би можеле да продолжиме нашата соработка и во иднина. Во рамки на престојот во Виница, амбасадорот на ОПСЕ ги посети основното училиште Гоце Делчев и гимназијата Ванчо Прке, каде раководителите на образовните институции го запознаа со просторните и други услови. Идејата беше на високиот гостин да му се представат дел од можностите за поддршка во унапредување на состојбата во училишните објекти, посебно во основното училиште, кое се уште нема соодветна сала за изведување на наставата по физичко воспитување. На крајот од престојот во Виница, амбасадорот Која ја посети и компанијата СБВ Ромеро, која како странска инвестиција планира проширување на своите производствени капацитети.